Здраво, здраво, добродојдовте во Тин Мин со Ана. Денес имам чест и големо задоволство ми е да ги најавам можеби најактуелните, најзабавните и дефинитивно дечките кои москавично се искачуваат кон врвот. Не се познати само во градот, туку и пошироко. Едниот од нив е моментално најбаран на македонската хип-хоп сцена. Неговата најнова песна Ало, веќе ви открив, достигна да биде прва во трендинг за само неколку дена, но згоден е, како што веќе знаете, затоа што предпоставувате кој, нели, денес ни е гостин и прави неверојатно добра луда атмосфера на сите журки каде и кога да настапува, но за сето ова да биде вака совршено спакувано, некој мора да стои зад објективот, така што денес со нас покрај Таско е и генералниот менаџер на Urban Records, Борис Тасковски. Дечки, здраво! Здраво, Ана, на Волку Како ви- фале, не знам што да кажам. Ви се допадна најавата? Да, Запрепастен. Баш ми е драго, фала ви. Како сте? Верувам уморни од настапи. Добро, се одморивме преку викендот. Нова недела започнуваме свежи, започнуваме тази. Супер. Продуктивни епте. Вака сега, бидејќи, како што кажав, москавично се искачувате кон врвот за брзо време, сите ги интересира кога и како почнавте? Стартот беше со... Мислам, на Таско стартот беше конкретно со Рутина, песна што ја фрлавме натаму науму година дена пред да искочи, значи година дена пробував да го убедам да извади спот за песна, да извади песна општо. Не беше многу заинтересиран околу целата таа работа. Да, пошто мислев реално ова. дека нема да испука кај нас никад таа музика и таков вид на музика кај нас и скроз бев скептик за да ја вадам, али кога тргна се нагоре, веќе го почнавме со снимање и кога сите веќе го сватија фазонот на песната и кога сите ми дава позитивни критики за истото, бев како ќе извадам зашто не. Дефинитивно. Извадив и И ето, се Тоа, случи. да. Се случи она загази песната. Да. Дали тргнавте со намирата сакаме да станеме познати, да имаме фанови, прегледи и слично или? Не знам нека кажа артиста. Ајде, да. Не, знаеш како иде тоа, као секој артист сака да му се цени уметноста на крајот од денот, нели? Значи у хип-хоп културата и у нашата култура ние сакаме да слушнат пораката и она што имаме да го кажеме. Сега дали сме го правеле за да не слушнат? Не. Но дали сме сакале да не слушнат и да не дознаат? Да. И Да, тука е тој го битен кажам. момент. Текстовите на песните, колку точно имаш, колку време си активен на македонската сцена, тоа не Па ми скоро кажа. година. Скоро година. Да. Текст- Активно правиме Да. скоро година. Да, текстовите на песните се дефинитивно невообичаени, не Да. секојдневни да кажем, имаат малку како да кажем, така можеби вулгарна содржина, Па меѓутоа и жаргонски елементи, Да, имаат да. и сленки се користи у песни. да, меѓутоа верувам дека има поента за тие песни, нели? Па да. Например, ете, Рутина е прва, мислам, Рутина е песна каде што нема ни една псовка, а е хип-хоп песна, да речем. Мојата е исто таква песна. На страна од тоа дека спомнуваме било што друго, не спомнуваме вулгарност. Меѓутоа, Ало е сосема друг стил на песна. И нешто што сакав да го извадам долго време и сакав буквално ги збунам луѓето со тоа што ќе направам. Затоа што сите беа као ова ти е крадено од ваму, ова е крадено од ваму, правите вака, правите онака, не чекам. И па се ова е мое. Е, па ова е мое. Кога веќе ја спомнало, песна што навистина ги струши рекордите за краток временски Да. период, посебно за наши стандарди. Да. Дали очекувавте пред се дека ќе биде прва во трендинг? Па си правевме некои проекции, ама не очекувавме како ќе лупне прво утре. Не очекувавме толку да испука како песна целиот проект да биде толку добро прифатен прво од фановите. Ама знаевме дека што и да биде следно од Таско, пошто стварно беа во исчекување, знаевме дека што и да биде следно ќе го прифатат добро, дека ќе биде голем хит. И еве по настапи, по тоа како луѓето се понашаат на песната, сваќаме дека навистина сме допреле до кај што претходно не сме ни замислувале дека би можеле. Да. А како се роди идејата за да се создаде таква песна? Да се создаде Ало? Што знам? This guy. А, они звоната, јас сум као ало. Кога Сега звонат. веќе ти звонат, сега Да, ги да, почнуваат да, да ти звонат. Не, па тоа е целиот момент со Ало, као Ало беше песна кај што во сите песни кажам што и како треба да се прави со животот и други ствари, као Рутина си кажам амбициите, у сите наредни песни ги кажам амбициите, у Ало го кажам моментот каде што сум сега и моментално што ми се дешава све. Да, како е сега, после, нели? Значи кога почнаа популарност. сите што
што се вика до вчера здраво не ти правеле, да почнат да звонат, да кажуваат Да. еме устат добри да се видиме, пиеме кафе или газди или менаџери или Било што не кој. од луѓето, нели нормално си е тоа кога ќе видат дека некој е успешен, не мора да е познат, не мора да е јавна личност. Да, едноставно успехот тера луѓето се јавуваат и луѓето што не ти се јавиле некад у животот и луѓето што те запоставиле ги тера да се јават. Да. Сакаат да се во ваше друштво. Да. Ама добро, вие сега на таквите спуштате слушалка, верувам. Па не, ја викам мало. Се нема, бе. Ја викам Добро, мало. ти веќе ти стана нели навика да викаш ало. Рутина. У рутина ми. Сите песни да ги изнаредиме. Буквално на школа, значи на одмори, ви ги пуштаат песните, онака се слушаат несходници и многу ми е драго за тоа. Викам и утре ќе ми видат Таско и Таско Борис, гледајте ме. Не се фаам обично, ама ете за вас Не, се тоа да се знаете. кул, тоа е окей. Моја. Кажете ми, со ова нели доаѓаат и многу позитивни коментари, Да, девојчиња да, лудуваат да, буквално да, и сето. да. Како, ако ви годи популарноста, колку ви годи? Па супер. Мене ми се свига ептенка, сериозно. Мене ми е супер, зашто ја не сум популарен. Да, реков нели Не сум популарен сега, да, нормално фановите на Таско и на Двабона ме познаваат на улица, нормално се буцкаат и Борис, знаеш ово, ама фактички јас сум човекот што би сакал да стои позади, али кај да го препознаваат на фаца. А за него би кажал дека стварно е тешко да се движи по трговски и по јавни места. Да, мене тоа ме убаваш, стварно ме многу. Мене ме многу мера кога луѓето ме препознаваат и се као, ај, дој да се дали може да се сликаме она. Се деша некад и у моменти као никој ништо не збори и само доаѓаат со телефоните и се као Да. и ги закачам во принцип сека тебе, што го извади телефонот, да се сликаме? Да, па јас сакам со тебе да се сликаме, такви се интересно е, да, у принцип интересно. Сега покрај вие, само да на почетокот не споменав, а имав на ум, за Urban Records. Што е поточно Urban Records? Вака зашто има забуни меѓу луѓето. Ајде, сега тоа е твој ред. Стручно. Има забуни меѓу луѓето. У принцип, Urban Records го гледаме и го промовираме како издавачка куќа. Urban Records не се само Двабона и Таско, Urban Records се и Тракер и Јосиф и останати артисти што биле порано и што се уште. Имаме под Urban Records спаѓа комплетен продукт, значи ако артист сака да извади спот, од аудио, од инженирање, од видеопродукција до самиот финален нели продукт, како графички дизајн, видео, логова, кавер артови за песните, значи све се буквално спаѓа под нас, значи цел буквално Urban Records е еден се колектив. можеме да направиме и баш и така сакаме да го испромовираме Urban Records, како дека не е собрана екипа па ај сега ќе правиме нешто музика, туку баш дека професионално си гледаме на тоа и дека иднина Urban Records е отворена за соработки со многу млади артисти. Ете, се надевам дека според вас Таско и Двабона постигнале некој успех, па баш го правев муабетот со Гордан, голем поздрав до Гордан, тој ни е видео режисер God-Eye и Production. да, и да Господово не речам толку. главата на Urban Records. Би сакале да земеме нови артисти, млади што имаат само желба за музика, што немаат многу и да едноставно ги пробутаме во тој свет на музиката и на уметност. Да се пробијате тие што се Да, види. зашто реално знаеме колку е тешко заради тоа што све сами имаме направено од почеток, буквално, значи од првата камера што ја купивме до овој момент сега све сами си финансираме. И никој до сега не ни дал денар, што се вика да дојде да рече повелете. Да, као спонзорство Да, или да. нешто од тој тип. Не, спонзорство има, Да, ама ама сега. Сега веќе. Да. Да. Стил во од кога почетокот. веќе неколку работи сме направени како што треба, нормално е да дојдат спонзорствата, Да. али гледаме највише да избутаме продукцијата сами. Да. Супер. Сега покрај овие позитивни коментари што ги споменав, има и негативни хейт Охо. коментари. Негативни Многу. ликови што со своите хейт коментари нели шират негативни вибрации. Како Многу. па со нив се справуваат? Ми рече Таско пред емисија дека се тоа му е кул. Да. Да, нема што да се справуваш тука со тоа што некој негативно гледа на тебе, едноставно тоа е негово гледиште за тебе. Ја ги Значи гледам. ако станувам и ако се базирам на неговото гледиште за мене секој ден, тогаш ја не би правил ова што го правам денес. Да. Као
Ја ги гледам и смешни ми си, лајкови само им ставам од акаунт. Си имам акаунт мој на YouTube и лајкчиња им ставам, пап на коментари, на Том хейтови. посветиле време нели да го напишат тоа. И ја ќе заслужуваат посветам лајк. време да ги видам. Ќе посветам време да ги видам и да видам што ќе кажат. Да прочиташ. У принцип се позитивни повеќе од коментарите, меѓутоа тие хит коментари секој има право на свој мисли. Тоа е. А имаш некој музички идол вака на кој се гледуваш? Тешко прашање. Многу се. Не Да. еден, многу се. Значи, не знам, оваа наша музика што е као трап и хип-хоп, како го наречам, многу артисти има, премногу добри артисти има моментално, али мене фаворит да речеме од најнова школа ми е Мик Мил, ради тоа што ликот е пред се револуционер, борец и после тоа е рапер и артист и хип-хоп и трап култура. Натаму. Носите нов вејв, да кажам, на македонскава естрадно небо. Да. Кета ви на вас дури, на срце си го носите. Сакам да ве прашам, со оглед на тоа што носите, како што кажав, нов бран, што мислите дека фали на оваа македонска сцена сега моментално? Млади луѓе. Тоа што вие го барате нели во Млади луѓе кои ќе се осмелат да го чекорат тоа што го правиме и што ќе се осмелат да речеме да ризикуваат до толку за да им се врати све назад. Значи реално имаме ризикувано многу за да го добиеме ова се и не планираме да застанеме уопште. Значи вчера сите видеа што се деси на Инстаграм, значи дваба нас спремаат песна со популарна српска звезда. Видов јас пред 15 минути. Ете така, многу луѓе од Србија, од Босна стигаат веќе и пораки до нас. Правиме мовет од влијателни луѓе, што не можам да ги откријам. Сега меѓутоа ќе се открие све наскоро. Со песните, нели, со новите соработки преки. Да. Затоа што на пример кај нас песните испукуваат одма, меѓутоа кај нив тек сега испукуваат. Мојот на пример сега собира гледаност од Босна, од Србија и коментари од тие други држави. И од таму веќе луѓето као не дознаваат, веќе почнуваат да ни пишуваат. И тоа е. Нека бидат само храбри, смели, млади луѓе што сакаат да работат музика, за се друго ќе се погрижиме ние. Одлично. Во што лежи клучот на успехот? Дали може тоа да го дефинираат? Или е тешко сепак? Работа и само работа. Интересно. Од Urban Records ве веќе спомнавте за новата соработка нели со звездата, српската звезда. Меѓутоа дали има нешто што ќе ни откриете онака следно нешто ептен ново што сега ќе дојде напрез од Urban Records? Многу проекти се спремаат, значи вака еден преку друг е сега, така се снима само и после се бираат датуми. Има. Чо, ген? Не, дваба освен соработката со Елена Китич. Има песна веќе спремна со Сладкара за која се спрема спотот. Моментално сме у снимање, моментално го спремаме тоа. И не знаеме дали ќе иде таа или песна со Елена Китич една пред друга, не знаеме како е редоследот уште ради тие две песни, после тоа идат исто две песни од Таско со фичеринг артисти од странство. Нема да кажам ништо. Нема да кажам ништо. Супер. Многу ми е драго за успехот што го имате постигнато и што се уште нели како што кажав чекорите кон врвот. Зашто не е еден врвот, нели има повеќе врвови секогаш. И не секој пат води нагоре. Добро, да. Како и да е, јас ќе ве поканам кога и да има некоја новост да ми гостувате повторно, затоа што дефинитивно ги слушам Urban Records, имате предобар саунд и не ве слушам само јас, ве слушаат и гледачите. Тоа слушателите, тоа е важно. Фала ти што не покани во емисијата, па ќе се видиме следен пат. Дефинитивно, да. А на вас, драги гледачи, ќе ви посакам да нели секогаш се трудите да ги остварите своите соништа и не само да едноставно сонувате, туку и да уживате додека тие се остваруваат, затоа што без работа, како што кажа и нашиот денешен гостин, без труд и нели напор во она што го сакаме и умееме, не можеме да постигнеме никаков успех, затоа трудете се за она што најдобро го умеете. А исто така морам да напоменам дека моите нови очила што моментално се на мене се од Уна Оптик во населба Драчево, така што ги имаат најтрендовските и најквалитетните очила по поволни цени, доколку сакате да ги имате како моден детал, не овие било кој или пак едноставно носите диоптрија како мене, обратете се таму и останете расположени со каналот на Тилма, а ние се гледаме следниот вторник. Чао. Да, не заборавам, да. Хейтери и негативни коментари секогаш ќе има, меѓутоа ќе дојде ден, они ќе звонат, а вие ќе сте као ала.